Председателката Гордана Силјановска-Давкова очекува годинава Македонија конечно да направи исчекор, кон како што истакна нашата природна дестинација Европската Унија. Не можеме да ја смениме географијата, можеме да ја облагородиме и да размислуваме и регионално и европски, да бидеме дел од Европа. Логично е дека ЕУ ќе биде Европа тогаш кога и оние кои се таму навистина одвнатре учат демократија и јас мислам дека ќе направиме исчекор и на овој и кон овој природен, кон оваа природна дестинација бриселска. Силјановска-Давкова повика да продолжи реформскиот процес во државата, за како што рече да се отстранат системските слабости. Како пример ја посочува Кочанската трагедија. Кога ги анализираме проблемите, најшокантните, најстрашните, најтрагичните, како оној од Кочани, секогаш на крајот заклучуваме дека системски е проблемот. Значи не е тоа инцидент што е врзано за една личност или за неколку личности. Треба да се тргнат причините. И затоа јас велам дека Законот за судски совет е првиот чекор или почетокот. Се радувам што еве и Законот за јавно обвинителство. Кривичниот законник е многу важен. Во првиот ден од новата година, председателката упати порака и до власта. Силјановска-Давкова повика на соработка со опозицијата, а од власта очекува кочници во своето однесување. Коалицијата на власт има власт не само на локално, туку и на централно власт, на централно ниво, да не заборави на предупредувањето на умниот лорд Ектон дека секоја власт се заканува да ве расипе. Апсолутно. Мора да има спреги и кочници, мора да има соработка со опозицијата. Силјановска-Давкова денеска во првиот ден од новата година заедно со началникот на Генералштабот на армијата беше во посета на Велешката касарна, каде се спроведува основната воена обука за новопримените професионални војници. Зоран Јаневски, Сител телевизија.